Здраво, добродојавте во уште едно видео, каде што ова видео ќе започнеме да збориме за некои хромозомопатии. Значи, хромозомопатии се заболувања кои потекнуваат од некои си нумерички или структурни аберации кај хромозомите. И првично ќе започнеме со тие кои се наоѓаат на автозомните хромозоми, значи не на половите, на автозомите, понатаму ќе збориме за половите. И прво за кој ќе збориме е Даун синдром. Овој синдром е всушност откриен уште 1959, односно се откриени на некој начин причините и сватиле дека е поврзано со трисомија на 21-виот хромозом. Значи тоа би било 2N плюс колку? Плюс 1. Или некогаш го запишуваат како 47X или XX за женско или XY за машко, нема врска. Ја речеме XX плюс 21. Сега има повеќе карактеристики со клиничката слика која погледнаме, нали, како изгледаат фенотипски децата кои имаат Даун синдром. Најмногу зависи исправно каков е степенот, процентот на Даун на некој начин, што ќе разгледаме тоа понатаму, но сега ќе разгледаме општо некои карактеристики. Значи имаат ментална заостанатост. Обично некои има што не се сотолкава ментална заостанатост, што имаат IQ од околу 70 до 85, значи 70 до 85. 100 е просек од прилика, значи 100 е просечно за популацијата, така што имаат некои потешкоти со учење, не се многу паметни, ама може да функционираат. Но најголем дел се со тешка ментална ретардација, со IQ од околу 20. Фенотипски многу лесно се препознаваат едноставно, но сега ќе разгледаме некои карактеристики, ќе видиме некои слики за општи белези, но не знам, најголем дел сигурно од вас сте виделе некој со Даун синдром. Првото што ќе збориме дека косата, значи косата е обично рамна, значи таква ретка е косата, не е некоја густа коса, обично некоја си рамна коса. Сега ќе направам како вака, дека има некоја коса, нема врска, дека е патецот. Значи косата е таква мазна, рамна, ретка, нема густа коса. Лицето е рамно, а образите се округли и се шират латерално, значи образите се како округли и се шират кон страна. Очите се косо поставени, нели имаат монголски очи. И нека лошо ги нацртав, обично многу такви поокруглести се и косо поставени. И се пораздалечени него што би требало да се раздалечени. Значи растојанието помеѓу нив е обично поголемо него стандардно што би било. Устните се подебели, значи устните се исто така подебели. Имаат обично фисури на јазикот, исто така и тој подебел и подолг, а носот е мал. Значи, ева, ќе направиме носот дека е мал нос, дека имаат, јазикот е подебел, исто има фисури напречни на него. И првично овој фенотип се карактеризирал како терминот монголиди, но понатаму е сменет во синдрома Лангдон-Даун, односно Даун синдром. Исто една друга интересна карактеристика која може многу лесно да се види, ја може да и сами да се проверите, но не е крајен детерминатор, значи ништо страшно. Имаат мајмунска бразда. Што е тоа? Значи како што е раката овака. Ова е раката, има мајмунска бразда која иде овака од крај до крај. И сега ќе видиме некои слики, обично кај нормална личност има од кај палецот има една вака што иде бразда и од дека има една вака што оди. Нормално сите имаат различни, но отприлика тоа е некоја си поставеност на браздите, кај нив има една мајмунска така цела бразда. И сега ќе видиме овие карактеристики со слики. Добро, значи тука имаме сега некои од симптомите. Значи очите такви заоблени, насочени косински, така, значи тоа очите, стапалото, нозите обично имаат некоја си ваква структура, како што гледаме. Очите се пораздалечени него што нормално би биле. Носот е мал, така мал нос, рамна коса имаат секогаш, рамна не е некоја си густа и таква ретка, лесна, мека коса. Јазикот е со фисури, дека гледаме, и на оваа слика, значи вака гледат фисури. Ова го имаат и многу луѓе, значи не мора да значи дека ако имате, например, фисури на јазикот,
дека имате Даун синдром. Значи треба повеќе карактеристики да последувате и плюс цитолошките анализи да докажат дека имате Даун синдром. Например, една карактеристика тоа ништо не значи. Ова мајмунската бразда, гледате како поминува, сега сите гледате во раката. Тука има уште една слика, кај што покажува мајмунската бразда. Сега да видиме зошто всушност настанува, кој е карио грамот, односно карио типот на даун децата, односно на даун лицата, и што е тоа што го предизвикува на некој начин, и да видиме како воопшто доаѓа до даун синдром. Сега ќе видиме еден кариограм. Добро, на идиограм некако е полесно да се види. Значи, како што гледаме, 21-виот хромозом има еден екстра. Така, има еден екстра хромозом. И ќе разгледаме од кои причини може да се појави тој екстра хромозом, бидејќи не мора да биде целосен. Зошто? Бидејќи забележано е дека всушност само сегмент од долгиот крак, значи ова е долгиот крак, односно Q-кракот, ќе го извадиме овдека. Значи краткиот крак не интересира. Тој може и да го нема, повторно ќе има Даун синдром ако го има долгиот крак. И тоа само некои дистални сегменти од долгиот крак, каде што се наоѓаат дел од гени кои се уочени дека се потребни за добивање Даун синдром, но никој од овие гени кои сега ќе ги посочам самите по себе не формираат Даун синдром. Значи треба комбинација од сите нив. Значи тоа се гените наречени SOD1, значи SOD1 кое може да предизвика зголемена функција на имуниот систем и да доведе до Алцхаймерова болест. Исто, за некоја друга боја да се разликуваат барем едно од друго. COL6A. Тоа е исто уште еден ген кој може да има проблеми со срцеви дефекти ако има поголема експресија на овој ген, бидејќи поголема експресија ќе има бидејќи го има он во три варијанти, така. Има две кои треба нормално да ги имаш, и имаш екстра доза на експресија од протеините од тој ген и затоа може да се јават проблеми, бидејќи имаш екстра експресија на некој начин. Друг ген е ETC2, која може да биде причина за скелетни малформации. Друго е CBS генот, кој може да го наруши метаболизмот на ДНА и репарација. Други е DYRK. Ова е одговорен за ментална ретардација. CRYA1, значи CRYA1 може да биде причина за катаракта. Други гени се GART, кој може да биде исто да го наруши метаболизмот на ДНА и репарација како претходно што имавме. Имаме IFNR и FNAR, чија зголемена експресија интерферира со имуниот систем, со други органски системи. ETS кој е одговорен може да биде за леукемија, значи ETS2. И ова се само група на гени кои се избрани барем некои, бидејќи тоа има многу повеќе кои се одговорни за формирање на Даун синдром. Ама ниту еден од овие гени сам по себе не го предизвикува Даун, него треба, како што реков, цела група. Сега пред да преминеме причините, само да спомнеме инциденцата на кратко. Значи инцидентата многу зависи од возраста. Така, значи што се по-стари родителите, тоа е поголема шанса дека ќе се добие Даун синдром поради неразделување на хромозомите. Така што мајка која има околу 30 години, така мајка која има околу 30 години, шансите да роди Даун дете е околу 1 на 1000. Така 1 спрема 1000, едно дете на 1000. Додека ако мајката имаше 35 години, тога шансата е 1 на 400, а на 49 години шансата е 1 на 12. Значи, како што може да видиме, шансата многу повеќе се зголемува со староста на мајката. Влија и староста на таткото, ама не до толку. Значи, староста на таткото не влија до толку многу. Мајката, проблемот кај староста на мајката е поради тоа што, нели, како што рековме, хромозомите се внатре во јајцеклетките, така и паузирани се. Значи, мејозата е паузирана, не се одвива до крај.
и едноставно има шанса за нивно неразделување при процесот на мејоза, како што треба да продолжи, нели, кога ќе созрее јајцеклетката, кога ќе влезе во јајцеводот, нели, созрева пред тоа и на основа продолжува мејозата. Сега што подолго остане во таа пауза пред да ја продолжи мејозата, тоа се поголеми шансите дека нема да се одделат правилно хромозомите. И например ако не се одвои 21-иот хромозом, така ќе има еден вишок 21 и би настанало Даун синдром. Добро, ајде сега да видиме како всушност може да настане Даунов синдром. Не рековме дека поврзано со 21-иот хромозом, но всушност можеме да добиеме 21 хромозом во дадена клетка на всушност два начина. Значи или при мејоза да дојде до неразделување, така да речеме, добро, ќе се добијат две клетки. Така, нели разгледавме на кој начин може да дојде до неразделување во мејоза. Например, ако дојде до неразделување во мејоза 1, ќе се добија тука две клетки кои ќе беа N плюс 1, и овдека овие двете ќе беа N минус 1, каде што, ако речеме дека во овие гамети кои се добиле, набележени со виолетова боја, тој плюс 1 хромозом е 21-иот, овие гамети, така да речеме овие гамети, кои се N плюс тој 1 21-иот, да бидат оплодени, да речеме дека тоа е јајцеклетка, да бидат оплодени сперматозоид кој има нормален број на хромозоми, ќе имаме Даунов синдром. Зошто? Зашто ќе имаме трисомија на 21-иот хромозом. Сега, друг начин на кој може да настане, да речеме, имаме една јајцеклетка која е нормална и оплодена од сперматозоид кој исто така е нормален. Така, и зиготот што ќе се добие од тоа ќе биде исто така нормален, ќе има всушност 2N или на хромозоми и ќе почне сега да се дели со митоза, така. Од една клетка ќе добиеме, да не можам натаму да идам, ќе добиеме две клетки, така, две клетки кои исто ќе имаат 2N на хромозоми. Но може при митоза, и сега да не објаснуваме дека не цртаме со хромозоми, ако ги имате гледано видеото за митоза, ви треба да сватите како. Може да речеме, ајде ќе нацртаме. Имаме прв пар, имаме некој си и да речеме дека имаме 21-иот пар. И вака ќе го повлечеме на страна, да земеме сина боја, ќе го повлечеме на страна за да видиме подобро. Значи го имаме 21-иот пар кој нема да биде направен од еднохроматидни, бидејќи клетката е во делба, него ќе бидат двохроматидни. Каде што едната ќе треба да, например, вие сега со бела сина боја кои ќе ги бележам ќе отидат во едната клетка, а вие со портокалова кои ги бележам ќе отидат во другата клетка. Така. И повторно во двете клетки ќе добиеме еден 21 пар и еден повторно 21 пар. Сега може да се случи да како едниот ваков цел пар, че овој цел пар да отиде во една клетка и плюс еден од хромозомите од другиот пар кој нормално ќе се отидеше, така што века ќе добиеме 3 21 хромозоми, а овој само еден ќе отиде во другата клетка и ќе добиеме еден, значи моносомија 30 на 21-иот, што не е компатибилно со живот, односно таа клетка ќе изумре. Сега да речеме дека во оваа левата клетка имаме трисомија, додека во оваа десната имаме моносомија. Оваа со моносомија ќе изумре. И понатаму оваа ќе продолжи да си прави нови клетки. Така, оваа ќе си прави исто митоза. И тие натаму ќе си прават митоза. И така натаму, и така натаму. И поентата е, иако двете гамети, видовме, значи овие две гамети беа нормални, зиготот кој се добие, односно единката кој ќе се добие, ќе биде со трисомија 21 хромозом и ќе биде исто како да била едната гамета зафатена. Но би било така само ако тоа се случи например во првата делба. Ако се случеше во некоја покасна делба, би имало некој помал процент на Даун синдром. Например, до овдека да речеме се да си беше нормално, да не беше како што сега зборевме, значи овдека да си имаше нормално два хромозома од 21 пар. И се овдека да си беше нормално, така. Си беше нормално. И некаде овдека да се јавеше проблемот, на наредната делба, пример, каде што оваа имаше 3, оваа имаше 2, односно 1. И сега всушност, овие линии што се наваму, кои не биле зафатени, со портокалова боја што ги бележам, ќе дадат нормални ткива, така, додека оваа линија, сега која презлегува на нелината му што ќе се дели, ќе даде Даун синдром. Така да личноста ќе биде еден вид мозаик. Така ќе нацртаме како едно човече ќе нацртаме. И ќе биде еден вид мозаик. Например, овој дел вака ќе биде
Даун синдром или овој дел вака. Сега нормално тоа не се делови, не може пола глава да ти е Даун синдром, пола не ти е. Но ќе бидат зафатени одредени ткива, така, одредени ткива, зависи клетките кои биле зафатени на почеток, кон кое ткиво ќе се диференцираат. Така што постојат и мозаици и постојат огромен број на мозаици кои можеби нема да ги изразат најголем дел од фенотипските карактеристики. Сега ќе разгледаме некои други начини на кои може да дојде до Даун синдром. И првиот кој ќе разгледаме е Робертсоновата аслокација, за која ќе збориме во интерхромозомски структурни промени, но главната поента е да речеме имаме два, вака ќе ги правам како вака ќе бидат. Имаме два хромозома од 14-тиот хомологен пар и имаме од 21-тиот. Така значи имаме два хромозома од 21-тиот. Сори имаме една слика каде што ќе можеме, многу е голема. Вака ќе може. Значи овој синиот што го имаме е всушност 21-тиот, не знам, црна боја. Ова е 21-тиот, а овој е 14-тиот хромозом. Така, сега, рековме дека за да се добие Даун синдром, мислам важен е Q-кракот, значи долгиот крак од 21-тиот хромозом, бидејќи таму се наоѓаат гените кои се потребни за Даун синдром. И сега гледате што може да се случи. Овој еден од 21-тите хромозоми може да се расцепи овдека. Сори, добро, дека е направено на горниот дел, ама не е битно. Овој да се расцепи тука и всушност да се добие еден хромозом кој ќе биде мешавина од 14 и 21. Значи Q-кракот на 14-тиот и Q-кракот на 21-тиот. А фрагментот кој ќе се добие од тие останатите делчиња ќе се изгуби бидејќи нема да се дели, нема да се реплицира, нема да се движи со делбеното вретено. Сега всушност што сме добили, ако се вратиме на горнава слика, всушност сме го изгубиле едниот од овие, така сме го изгубиле едниот од овие, но овдека овој на некој начин станал, со сина боја ќе го обојам, ко мешавина од 21 и мешавина од 14 хромозом. Но важното е што има центромер. Значи центромер има, дека ќе обрежам со жолта или овдека вака со жолта боја. И тоа добро е зачува, што значи дека ќе се поврзе со микротубулите на делбеното вретено и ќе биде повлечен кон страна. Сега да видиме што ќе се случи со овие хромозоми кои ќе се наредат кај делбеното вретено. Значи првиот кој ќе биде само портокалов, ќе оставиме вака дека биде. Вториот кој исто сега ќе биде, значи ќе биде дел портокалов, дел син. И еден кој ќе биде целиот син. Сега да речеме дека ова е во мејоза 2, дека стигнале вакви до мејоза 2, иначе треба да поминат мејоза 1, што значи има шанса да влезат како вакви гамета или да не влезат, например овие да отидат натаму, овие натаму и нема ништо се добија. Ама има шанса, барем во мејоза 1, да отидат сите на истото место и ова сега дека што го гледаме да се добие во мејоза 2. Сега, ако ова се добие во мејоза 2, има шанса, значи овој ќе отиде наму, овој натаму и овој натаму. И што ќе се добие? Ќе се добие една гарнитура, како оваа всушност овдека лево. Ќе имаме еден син, еден портокалов и еден мешавина, така? И сега имаме таква гамета, да речеме дека тоа е сперматозоидот. Така, че имаме сперматозоид кој ја има таа конституција. И да речеме тоа се вкрсти со мајка која има јајцеклетка со нормален број на хромозоми. Да видиме кои се можните генски конституции, сега имаме на слика каде што ќе ги разгледаме. Значи еве сликата. И го имаме, значи едниот родител, да речеме дали мајката или таткото не е битно, каде што всушност го има овој кој е целиот 21, овој кој е половично 14, половично 21 и овој кој си е целиот 14. Имаме родител кај што има нормални хромозоми, така ова е нормалното. 2 14, 2 20. Сега, при мејоза, првиот родител може да даде различни гамети, односно може да ги даде следниве гамети. Значи сите овие овдека гамети што ги гледате, може да бидат гамети кои се од овој родителот кој што има таков сет на хромозоми. Иако родителот ќе си биде нормален. Родителот ќе си биде нормален бидејќи всушност има некој си начин 2 од сините и 2 од портокаловите. Така. Значи он има нормален фенотип, ама овие се можните гамети кои ги бележи се у портокалово кој може да ги даде. Така, значи овие се гаметите кои може да ги продуцира, додека нормалниот родител ја дава оваа гамета, така. Една 14 и една 20 кец. 20 кец и 14.
Сега да видиме кои се можните комбинации на врзување ако тој родителот кој всушност има парцијална одnosno нема парцијална трисомија, него детето ќе има парцијална трисомија, има Робертсонова транслокација, значи тие да се ќе се повторам малку. У портокалово бележими се гаметите кои може да ги даде на родителот кој има Робертсонова транслокација, а со црнова се бележи гаметите кои може да ги даде нормалниот родител. Сега, сите можни комбинации се овие. Значи може да добиеме нормален, ако се вкрсти ова, ќе земам со виолетова боја, ако се вкрсти ова со нормалниот родител, ќе се добие нормален, нормална единка. Ако се вкрсти со ова, сега второ го бележам, ќе се добие повторно геном кој ќе биде како родителот кој ја го носел даунот, но нема никакви симптоми, значи ќе биде релативно нормална личност. Сега, ако се вкрсти со третово, ќе се јави трисомија. Може да видите дека има 3 од плавиве. Така, значи има 3 од 21-иот, односно тоа е трисомија и таа единка ќе биде со Даун синдром. Ако се вкрсти со четвртово, тогаш ќе имаме моносомија која не е компатибилна со живот. Значи оваа единка не може да опстане, значи таа единка умира во ембрионалниот развиток. Ако е вкрстено со четвртата гамета, се јавува трисомија, ама на 14-тиот хромозом. Сега, трисомија на 14-тиот хромозом не е компатибилна со живот, значи таа единка изумира. И ако се вкрсти со ова, ќе се добие моносомија за 14-тиот, што исто така не е компатибилно со живот и таа единка изумира. Така што, значи шансите да се добие даун, вака ако гледаме грубо, е 1/6. Така, 1/6. Но ако гледаме во однос на живородени деца, всушност ќе биде 1/3, бидејќи од тие 6, само 3 може да бидат живи, така. Значи овие 3 со црно што ги чкртам не може да се живи. Само овие 3 може да бидат живи. Така да шансата е 1/3 на некој си начин. 1/3 на живороден, а на општо е 1/6. Друг начин на кој може да добиеме трети 21 хромозом е всушност преку изохромозоми. Сега изохромозоми исто ќе избориме таму во структурни хромозомски аберации, ама да речеме дека ова е 21 хромозом. Ова е 21, само црна боја. Дека ова е 21 хромозом и дека добро, представени се да речеме дека еден од овие проминува во неговата 4C форма, значи образува како X. Сега наместо да се одделат надолжно, они се одделуваат напречно. И тоа се изохромозоми. Сега поентата е ова е кукракот. Така, ова е кукракот и ова е всушност 21-иот хромозом. Сега, ќе се добијат две парчиња од П-кракот од 21-иот и ќе се добијат две парчиња од Q-кракот од 21-иот. Што е на некој начин исто како да си добил два хромозома од 21-иот хромозом. Така, значи си добил еден хромозом кој содржи два Q-крака од 21-иот хромозом, што на некој начин е исто како два хромозома од 21-иот хромозом. Би имале исти ефекти. Така, и они вие сите ќе си транскрибираат за одредени протеини, овој ќе транскрибира за истите протеини. Така и плюс тој што ќе го има од другиот родител хромозом и тој ќе транскрибира за тие протеини. Сега, значи овој хромозом кој всушност ги содржи двата Q крака од 21-иот, ако се најде во гаметата, идеме како во претходниот пример. Значи ако овој хромозом се најде во гаметата, тој ќе обележа како со сино-сино и се вкрсти со сино-сино и плюс 14-тиот ќе обележиме, кој ги смее нормален, бидејќи тука немаме таква транслокација. Иако не мора да го обележиме 14-тиот, се вкрсти со родител, кој има исто нормален 14 и нормален 20 кец. Сега нормален 20 кец да речеме дека е толкав. На некој начин, кој ќе се добие зиготот, ќе содржи две 14 и ќе содржи нормален 20 кец и еден 20 кец кој е изграден од двата Q краци, што му доаѓа како дупли 20 кец. И ова е исто трисомија за 21 хромозом.
Само што е така наречена парцијална трисомија. Бидејќи немаме цел вистински хромозом, него овој хромозом 20 кец е изграден од двата Q краци на вистинскиот 20 кец. И тоа е уште еден начин на кој може да се добие Даун синдром. Добро, тоа беше се за ова видео за Даун синдром. Се надам дека научивте што ново, ако имаше нешто конфузно, обратете се во коментарите. И така, добро, тоа беше се и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.